Вести на Канал 8, добро дојдовте. Земјоделците да добијат реална представа за приходите кои ги остваруваат од земјоделската дејност, но и да креираат аграрни политики. Е целта на програмата ФАДАН, која што беше презентирана и пред земјоделците од Истокот. Овој процес на собирање на податоци го спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на програмата ФАДАН, која е задолжена за спроведување на целата мрежа во земјава. И земјоделците од Истокот заинтересирани да слушнат повеќе за програмата ФАДАН за прибирање на сметководствени податоци. Системот за воведување на сметководствена мрежа за земјоделските стопанства преку негово имплементирање има за цел земјоделците да добијат реална представа за приходите кои ги остваруваат од земјоделската дејност, но и да креираат аграрни политики. FADAN innanzitutto ci tengo a dirlo FADAN е систем преку кој се собираат податоци со кои се доаѓа до информација колкови се приходите на земјоделското стопанство и какви видови земјоделски култури се произведуваат на национално ниво. Овој процес на собирање податоци го спроведува Министерство за земјоделство во рамки на програмата FADAN, која е задолжена за спроведување на целата мрежа во земјата, како и координирање со представниците од агенциите за поттикнување на развојот на земјоделството. Податоците од овој систем на сметководствени податоци ги добиваме од советниците од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, кои што на годишно ниво одат на терен и собираат податоци од земјоделските стопанства, вели координаторот на проектот КАР, истакнувајќи ги придобивките од овој систем. FADAN системот и развојот на мрежата на сметководствени податоци наоѓа две примени. Од една страна информациите кои се прибираат преку мрежата можат да бидат искористени од самите министерства за креирање на аграрна политика, а од друга страна земјоделските стопанства добиваат реална слика за себе. Целта на проектот е да даде прецизни економски и финансиски податоци за едно земјоделско стопанство, кои се важни за креирање ефикасни земјоделски политики. ФАДАН системот на сметководствени податоци во Италија постои од 1965 година и вклучени се околу 11.000 земјоделски стопанства во целиот овој систем на сметководствени податоци, што представува околу 90% од сите земјоделски податоци кои се извлекуваат од оваа мрежа, се употребуваат во програмите за поддршка на развојот на земјоделството. И општина Зрновци ќе обезбеди бесплатен превоз за учениците во основното училиште Синиша Стоилов, кои живеат на оддалеченост поголема од 2 километри. Тендерот за избор на превозник е објавен, а пријавувањето трае до 6 август. И годинава ќе биде обезбеден законскиот бесплатен превоз за учениците кои посетуваат настава во основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци, како и во истоименото подрачно училиште во село Мородвис. Според проценките на основното училиште од Зрновци, за оваа намена ќе се потрошат околу 280.000 денари, колку што се предвидени со јавниот повик за избор на превозник кој треба да ја обезбеди услугата. Обврска на општината, односно на училиштето, е да им овозможи превоз и редовно посетување на наставата на учениците чие место на живење е оддалечено над 2 километри. Се работи за вкупно 46 ученика кои се поделени во 4 групи, односно оние кои учат во училиштето во Зрновци, а доаѓаат од Мородвис и Видовиште, или пак настава посетуваат во Мородвис, а доаѓаат од соседното Видовиште. Основното училиште Синиша Стоилов веќе го објави огласот за прибирање понуди од заинтересираните превозници кои имаат соодветни можности за реализирање на услугата. Пријавувањето на фирмите трае до 6 август, кога ќе се изврши и отворање на пристигнатите пријави. Доколку некој од превозниците кои што поднеле документација нема забелешки на процедурата, тогаш до почетокот на новата учебна година ќе биде познато кој ќе ја преземе услугата за транспорт на основците во општина Зрновци. На почетокот на идната недела во општина Кочани ќе се реализира третата фаза од праскањето против комарците. Третманот ќе биде од земја и тоа на подрачјето на градот и во селските населби во рамничарскиот дел од општината. Локалната самоуправа ја привршува во годишната борба против комарците на територијата на општина Кочани. По реализирањето на првите две ќе се спроведат и активностите од третата и завршна фаза на третманот.
Според писменото известување од локалната самоуправа, на почетокот на идната недела ќе се спроведе ново прскање од земја на територијата на рамничарските села и во градот. Се планира прскањето да се изведе в понеделник и вторник на 5 и 6 август во доцните вечерни часови. При тоа ќе биде опфатена површина од околу 300 хектари во градското подрачје, како и во селата Тракање, Горни Долни Подлог, Мојанци, Градовци, Прибачево и Оризари. Целата акција ќе се реализира во соработка со стручни екипи од институција што претходно беше избрана на јавен тендер. За уништување на комарците ќе се користи така наречената УЛВ апаратура со која се врши ладно запрашување. Вообичаено, пред возилото во кое се наоѓа уредот за прскање ќе се движи друго возило како предупредување за минувачите и останатите учесници во сообраќајот. Со дезинсекцијата е планирано да се опфатат зелените површини во градот, периферијата, како и главните улици во рамничарските села. Третманот, како и досега, ќе се изведува со биолошки одобрен препарат аквакотрин и активна субстанца делтаметрин. Граѓаните кои одгледуваат пчели, неопходно е да ги преземат потребните мерки за заштита. Во писменото известување од општина Кочани се вели дека доколку во периодот на третман се појават неповолни временски услови проследени со силен ветар или пак врнежи од дожд, тогаш третирањето ќе се одложи за следниот поволен ден. Апел од СВР Штип и полициската станица од општа надлежност Кочани до учесниците во патниот сообраќај за однесување согласно законските правила и прописи, како и до граѓаните за превземање неопходни мерки за заштита од кражби, додека не се во своите домови по повод одбележување на празникот 2 август и продолжениот викенд. Празникот 2 август годинава е поврзан со викенд деновите, а со оглед на тоа дека и временски период на користење годишни одмори, се очекува масовно оддалечување на граѓаните од своите домови, но и зголемено присуство на наши граѓани кои работат и престојуваат во странство, како и поголема раздвиженост на луѓе и возила на подрачјето. Затоа полициската станица од општа надлежност Кочани апелира до сите учесници во патниот сообраќај да се однесуваат согласно законските правила и прописи, да не ги управуваат возилата под дејство на алкохол, да ја прилагодат брзината на движење спрема условите и состојбата на патот, да не вршат непрописно пристигнување, како и да го избегнуваат патувањето во топлиот временски период од денот. Имајќи ги во предвид високите температури и опасноста од појава на пожари, надлежните предупредуваат да не се фрлаат од пушоци од цигари и на крај на внимателност при палење оган на отворено. Пред да се оддалечат од своите домови, граѓаните да ги преземат сите неопходни мерки за заштита од вршење кривични дела од областа на имотните деликти, да ги заклучат влезните врати, терасите, балконите, гаражите, подрумите, да ги затворат прозорците, сите вредни работи да ги внесат и заклучат во соодветна просторија на побезбедно место. При повеќе дневно заминување од домовите на целото семејство, да се избегнува потенцирањето на отсуството преку електронските мрежи и портали за комуникација. При напуштање на своите возила пак граѓаните да преземат мерки на безбедност, односно да ги заклучат вратите на истите и да не оставаат предмети кои предизвикуваат внимание, ташни, куфери, паричници, мобилни телефони, лаптоп, компјутери и слично. Истото да се применува и при напуштањето на деловните и институционалните објекти по завршувањето на работното време. Сите сомнителни безбедносни појави да се пријават на бесплатниот телефонски број 192, се вели во соопштението до јавноста од полициската станица Кочани до граѓаните по повод продолжениот викенд за празникот Илинден. Завршено е поставувањето на подпорните ѕидови на храмот Свети Атанаси во Оризари. Следува хортикултурното уредување на дворот на црквата, поставување на нова надворешна порта, систем за наводнување и ограда околу тротоарот, клупи и парк за најмалите. Од иницијативниот одбор за обнова на храмот апелираат до сите луѓе, доколку се во можност да донираат за црквата. На самиот крај е втората фаза од обновата и реконструкцијата на храмот Свети Атанаси во Оризари. Се работеше на поставување на подпорни ѕидови од западната страна на храмот и тие се завршени. Да поминат високите температури ќе се продолжи со активностите и уредувањето на црквата, велат од иницијативниот одбор за обнова на храмот. Треба да ставиме портата, треба да исцртаме некои икони на, треба хортикултурно да уредиме дворот на црквата, да донесеме земја
Треба да поставиме систем за наводнување и ограда околу тротоарот пред реката. И тоа е тоа. А за натака имаме уште многу работа, ама тоа зависи од дарувањето на нашите граѓани. Колку повише збереме средства, толку повише ќе направиме. По завршување на летниот период и високите температури, веднаш ќе се продолжи со реализирање на зацртаните активности според планот, а тоа е поплочување на патеките во дворот, како и скалите со камен и хортикултурно уредување на храмот со парк, клупи и ограда. За сето ова да се реализира од иницијативниот одбор за обнова на храмот, ги замолуваат сите верници кои се во можност да донираат, како побрзо би се завршило уредувањето. Од 55 икони колку што се наоѓаат во црквата во Оризари, 17 се наоѓаат во регистарот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија. Следува информацијата од спортот. Членовите на планинарскиот клуб Осогово го реализираа второто овогодишно искачување на Пирин планина во соседна Бугарија. Со тоа ги продолжуваат планираните активности, откако минатата година беше успешно заокружена, за што добија поголем број признанија и награди. Планинарскиот спортски клуб Осогово реализираше уште една меѓународна планинарска акција во соседна Бугарија, што е дел од програмата за активности за годинава. Кочанските планинари во краток временски период повтор пат се искачија на Пирин планина, при што пешачеа до неколку познати врвови. Маршот стартуваше од планинарската куќа Вихрен, од каде нашите планинари се искачија на врвовите Вихрен на 2914 метри, Кутел 1 на 2907 и Кутел 2 на 2908 метри надморска височина. Од таму заедно со останатите колеги тие го продолжиле симнувањето кон врвот Коњчето на 2810, Бански суходол на 2884 и Раслошки суходол на 2861 метар. Како што беше планирано на почетокот, завршницата била со поминување на врвовите Каменица и Бајови дупки, пошто преку Бетеловиот премин се стигнало до планинарската куќа Јаворово на 1774 метри. Времето на пешачење на овој марш изнесувал околу 12 часа, биле поминати над 30 километри, а планинарите имале одлични временски услови. Со оглед на специфичноста на теренот и тежината на маршот, на оваа тура учествуваа само добро психофизички подготвени планинари. Искачувањето на Пирин за планинарскиот спортски клуб Осогово беше втор за годинава, откако во мај планинарите ги освоија највисоките врвови на оваа планина. При тоа, нашиот клуб тогаш го имаше и најмладиот учесник на маршот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.